Прашавме дали меѓународната позиција на Македонија е посилна, послаба или исто од пред 12 месеци. Почнуваме со општо и одиме на конкретни работи. Луѓето велат четвртина дека е посилна, четвртина од прилика дека е послаба и околу 40% дека е иста. Следниот слайд се покажани кроз табулација, односно вкрстувања на наш јазик. Нормално, ова е за очекување. Луѓето, гласачите на СДСМ, повозрастните, југозападен регион, тие со високо образование сметаат дека е посилна. Тука се прикажани само одговорите посилна. Најмалку вакви одговори дали нормално, нели, поддржувачите на ВМРО, повардарието и така натаму, и дури помладите. Следното прашање е дали се имаме поглед кон иднината, дали верувате дека во наредните 12 месеци следната година ќе се зајакне меѓународната позиција на државата, ќе ослаби или пак истото ќе остане иста како денес. Дека ќе се зајакне, односно дека ќе биде посилна, веруваат нешто повеќе од 1/3, околу нешто над 1/5 мислат дека ќе биде послаба. Исто дека ќе остане исто така нешто над 1/3. Повторно имаме кроз табулации. Албанците се најголеми оптимисти, гласачите на СДСМ се најголеми оптимисти, веројатно и најголеми пропоненти на целата наша надворешна политика. Поддржувачите на ДУИ, на другиот коалициски партнер, полошкиот регион кој што е предоминантно, нели, населен со етнички албанци. Ова не е за изненадување затоа што во однос на сите клучни надворешно политички визии години наназад ДУИ, албанците, гласачите на СДСМ се на иста линија. ВМРО е секогаш доле, подвојне идентитетски и однос на надворешно политичките визии. И таа подвојност ние имаме впечаток дека со годините ќе се зајакнува, затоа што немаат јасна политика, не можат од баластот од минатото да се ослободат така лесно. Следното прашање е за прашавме општо земено дали верувате дека постои држава или меѓународна организација. Ова е исто од Грција земено прашањето, тоа што додававме меѓународна организација. Така мислевме дека е подобро, која представува закана за Македонија. Поделена јавност. Нешто над 40% мислат дека има закана, нешто повеќе од тоа, 44,2% мислат дека нема закана, не доаѓа закана од ниедна држава, односно од меѓународна организација. Следниот тука се дадени кроз табулации според етничката припадност. Ова ни се чинеше интересно да се прикаже. Лево се дадени македонците, етничките македонци, десно се дадени етничките албанци. За 42% од етничките македонци нема закана, односно нема непријател Македонија. За повеќе од половина од етничките албанци за Македонија не постои закана. Ниедна држава или меѓународна организација не представува закана. Доле се дадени процентите од вкупниот број на испитаници што ја посочиле Грција, односно државите што ги посочиле како закана. Отворено беше прашањето, ние после кодираме, нема наведување и така натаму. Тоа што им доаѓа на прва на луѓето, за очекување кај македонците е Грција. Нешто над четвртина од македонците велат дека од Грција доаѓа закан. 50% од испитаниците сметаат дека Турција е закана за Грција. Сега гледајте како го гледаме светот. Преска Андреа вика непријателот на мојот непријател е мој пријател. Тоа ќе видите на следните слайдови. Меѓутоа, ова е многу индикативно прашање затоа што Грција го гледа светот низ призма на Турција. Не го гледа низ призма на Русија, не го гледа низ призма на некакви геополитички наративи или наративи врзани со студена војна и така натаму. Напротив, и тоа е многу битно да се знае за одлучувачите и за сите што се поддржувачи на процесот на нормализација на односите. Турција. Ова е повторно отворено прашање. Не прашуваме дали сте за американците или русите, како порано што прашувале. Не прашуваме ова е отворено прашање. Посочете држава што прва ќе ви падне на памет дека е пријател на Македонија. Вкупен број ова е од вкупната популација. Турција, Србија, Русија, Германија, гледаме како одат надоле. ЕУ 4,4%, САД 5,18%, Албанија. Што мислите, која етничка група ја преферира Турција? Како би ви идела интуицијата? Дали македонците повеќе ги видовте, да. Следниот слайд е тоа. Исто. 5 на македонци, 5 на дури повеќе се кај етничките македонци. Кај етничките македонци имаме Србија, па имаме Русија, па имаме Бугарија.